Здраво на сите и добре дојдовте во еден туторијал на македонски јазик кој што е токму наменет за програмата DaVinci Resolve. Во овој туторијал кој што ќе трае малце подолго него вообичаено, ќе обработиме на темата DaVinci Resolve, кој што е програма од компанијата Blackmagic Design и служи за видео едитирање, обработка, како колор корекција, визуелни ефекти, графики, обработка на аудио и така натаму. Ова видео е наменето за почетници, за луѓе кои што сакаат да научат како да навлезат во светот на видеоедитот. И доколку немаат идеја од каде да почнат, мислам дека ова видео од овој туторијал би било најубаво да се почне. Што ни нуди оваа програма? Сега додека сме на нивната веб страница, може малце подетално да видиме и зошто е добра за почетници, односно луѓе кои што првпат се среќаваат со видеоедитот. Тоа е токму поради тоа што ни нуди бесплатна опција. Значи имаме верзија која што е фри и студио верзија. Првата е бесплатна, да, се разбира дека има некои ограничувања, но дали се толку многу проблем за некои што првпат се соочуваат или сакат да навлезат во светот на видеоедитот, не верувам дека представува толку проблем. Имаме некои лимитации, може да експортираме пример само до Full HD, не може да користиме некои напредни анимации, транзиции или што и да има, но за секојдневно едитирање, значи за да ги научиме основите, и сето тоа што ќе биде прикажано во овој туторијал ќе биде достапно во самата фри верзија. Нема да користиме никакви напредни алатки. Зошто е толку позната оваа програма или зошто Blackmagic си ја рекламира? Тоа е бидејќи ова е првото и единствено, тука вика, решение што комбинира од сама видеоедитинг продукција до колор корекција, визуелни ефекти, движечки графики, аудио постпродукција, значи се во еден софтвер. Вика дека е елегантен, модерен интерфейс и е многу брз и лесен за да го научат нови корисници. Но сепак е толку моќен за професионалци. Значи, DaVinci ви дозволува вашата работа да ја направите побрзо и во поголем квалитет. Заради тоа што не треба да научите повеќе различни апликации, нити да се променувате од софтвер во софтвер за различни работи да направите. Значи, овој софтвер се користи во Холивуд и еве го тоа што викам, значи од самиот едит до самиот колор, до Fairlight, тоа е дел како After Effects на Adobe, каде што се прават ефекти. Тоа е местото каде што се прави аудиото, простете, и Fusion е делот како After Effects, каде што се прават сите ефекти. Сега гледаме што е ново во DaVinci Resolve 20. Значи, најмногу се посветува внимание на AI делот, значи имаме IntelliCut, пример од AI, каде што спрема аудиото, ќе прави кат, доколку едитираме подкаст, например, се користи тоа. Имаме Animated Subtitles, значи да се анимира текст. Имаме Multi-Layer Composing, доколку сакаме да направиме некои маски. Имаме Color Wrapper, тоа е добра алатка која што ќе објасниме во понатамошни туторијали. Имаме AI Multicam, тоа би било интересно, значи кога едитираме подкаст, еве пак ќе земам со 3 камери, спрема тоа како зборуваат луѓето, со AI само да се променуваат кадрите спрема тој што зборува. Имаме Blackmagic Cloud Shared Folder, значи оваа програма дозволува доколку имаме повеќе едитори да едитираат преку еден cloud. Или тоа е токму multi-user collaboration. Како таа изгледа, значи, еве има неколку повеќе page се нарекуваат страници.
Ние ќе влеземе сега во програмата, но тука може да видиме со што би се соочиле. Мислам дека како и секоја модерна видео едитинг програма, исто изгледа и ова. Може да разгледаме тука повеќе од незините опции и во најновата дури имаме и broadcast replay, значи се користи за во живо. И исто така колорот на Да Винчи, значи Холивуд стандард и е омилен на холивудските колористи. Е многу моќен, има опција да едитираме со преку ноудови или некој вид на леери. Сето тоа подетално ќе позборуваме понатаму кога ќе влеземе во самиот програм. Ете што зборував за Fusion делот, тоа е местото за визуелни ефекти и motion графики или движечки графики како што ги викам јас анимирани. Исто така се работи преку Notes, тоа се овие што ги гледаме во долниот лев агол од екранот. Имаме 3D, значи workspace, работна средина, може да анимираме 2D и 3D наслови тука и виртуелни сет екстензии да правиме, пример кога би имале green screen или сега веќе са и не мора да имаме green screen, има доволно добар ротоскоп, а и то. Да видиме понатаму. Fairlight е делот што изгледа буквално како дигитална аудио работна станица, DAW на англиски, каде што може до 2000 траки да миксаме во реално време. Сепак ова за почеток нема да ни биде многу потребно, ќе навлезиме само колку да имаме идеја што значат работите и како да ги искористиме дадените работи кои што ни се во самата програма. Исто така еве може да инсталираме и плагинови, значи third party од страна, но тоа нема да ни биде потребно. Со програмата, значи има и китови или вакви, да ги наречам панели, кои што за него може да се купат, но за почеток се што ни треба е токму ова, да го спуштиме DaVinci Resolve без пари, бесплатната верзија, еден компјутер се разбира, маус, тастатура и видео за да почнеме со работа. А за да го инсталираме софтверот, значи се што треба да направиме е да отидеме на самата DaVinci Resolve страница од blackmagicdesign.com и може да кликнеме free download now тука и ја ве гледаме, значи ќе си одбереме, сакаме да спуштиме бесплатниот дел, тој ова лево, сакаме за Windows, за macOS, за Linux, во зависност од тоа што ние користиме. Ќе си одбереме тука, ќе притиснеме на едно од овие копчиња, ќе се спушти самата програма, од тука ќе инсталираме. Премногу straightforward од тука натаму. Значи, ќе инсталирам јас, ќе ја спуштам, а ние се гледаме во програмата. Откако го спуштивме и го инсталиравме програмот, еве сме пак назад и сега сме првото она што ќе не пречека, значи првиот екран од самиот програм што ќе не пречека откако ќе го притиснеме на него, односно ќе го отвориме, е токму ова Project Manager или менаџерот на проекти. Значи, за да започнеме со работа, еве се разбира дека треба да направиме еден нов проект, а тоа може да го изведеме токму на два начини. Едното е со двоен клик на ова тука Untitled Project или на копчето долу десно New Project. Ќе го наречеме Demo проект. И ќе притиснеме Create. Го гледаме самиот интерфейс на програмот. Сега, може би, за луѓе кои што прв пат се соочуваат со видео едитинг програм, ова може би ви изгледа малце многу страшно, да кажам, од почеток, но тоа е секако разбирливо и нема никаква потреба да се плашите. Целата програма е многу линеарна за користење, а тоа не води овај дел најдолу, овај дел најдолу, всушност оваа лента не води спрема програмата. Значи, започнуваме од првиот дел, а тоа е делот медија. Тука ќе ги вчитуваме сите видеа, текстови, слики, се она што ни треба во самиот програм за да работиме.
Понатаму е делот CAT. Тој е делот каде што на брзина може да фрламе видеа, значи да направиме еден груп CAT на видеата што ги имаме. И од тука ќе се посветиме подетално во делот за edit, наречен исто така edit. Па тука е Fusion делот, тоа ќе го прескокнеме за сега, значи тоа е од понапредни туторијали, значи тоа има многу напредни ефекти, многу би дошол долго овој туторијал. Мислам дека еден туторијал треба да му се посвети само нему за да се добие една поента што имаме, но ќе влеземе во него сепак да видиме како изгледа. Тој изгледа токму вака. Тука се редат нодовите. Овде се отвораат видеата. Имаме два монитори, еден лево и еден десно. Тука имаме во фреймрейт, ги имаме десно инспекторот, значи горе-долу, еве може да забележиме. Програмот работи од лево кон десно. Значи од левата страна ги имаме Media Pool, тука ни се ефектите, тука ни се видеата, па ги имаме ефектите, индексите кои што ни служат за да знаеме кои видеа сме ги употребиле, Sound Library исто така, а во долниот дел значи го правиме, тука е таймлайнот, ова се нарекува таймлайн, и од десната страна го имаме инспекторот, миксерот, еве може да го видиме долу десно. Понатаму да го видиме третиот таб ни е Color. Значи тука ќе правиме color grade на самите видеа и ќе видите како изгледа кога ќе ставиме видеа. Понатаму е Fairlight делот каде што се обработува аудиото на нашите видеа, значи многу е битно да имаме и убаво аудио покрај видео. И на сам крај, значи од лево кон десно, завршуваме со експорт или така се нарекува deliver, да го испорачаме нашиот таймлайн, односно нашето готово креирано видео, да го испорачаме во еден краен материјал. Да започнеме најпрво со додавање пример, еве, на неколку видеа, кои што тоа може да го постигнеме на два начина. Првиот начин е како што, еве, јас ќе ви прикажам тука. Правиме drag и drop, значи може по едно видео, може по повеќе видеа. Сега добивме еден алерт бокс кој што ни вика дали да ја промениме фреймрейтот на нашиот таймлайн. Во мојот случај јас нема да го направам тоа, бидејќи имам видеа кои што се со различен таймлайн, но за тоа ќе зборуваме покасно. Вие доколку снимате со една иста камера, да, може да му притиснете change. А каде се случува, значи, едитот? Еве, да отидеме во edit. Ги лево гледаме во Media Pool дека ги имаме нашите видеа. Гледаме дека тука имаме 4 различни, тоест 3 различни локации на видеа. За да сме сортирани и да имаме побрз workflow, да речам, може да правиме со десен клик New Bin. Тоа ни се всушност фолдери, еве јас ќе ги наречам вака. Имаме едно видео од дрон и сакам тоа видео од дрон да си го селектирам. И еве ќе речеме уште едно камера. И имам две видео од камера и двете видео од камера и третото ќе го оставам така. Направиме еден таймлайн, како што реков. Тоа ние, нели, беше тоа што е долу на средина од екранот долу. Да речеме, ова видео сакам да го фрлам тука и штом дојдам со drag и drop, штом дојдам во таймлайнот да го поставам, гледаме дека горе ни се оформува еден нов таймлайн. Во долниот десен агол имаме еден запчаник, кој што ќе го притиснеме ни ги дава самите сетинзи на проектот. Сега по дефолт да речам, DaVinci Resolve доаѓа со оваа опција, тука е битна. Timeline frame rate 24 frames per second или фреймови во кадри во секунда. Јас во овој случај сакам да имам 25. Зошто? Бидејќи имам 4 видеа кои што доаѓаат сите со различен фреймрейт. Зошто е многу битно ова да го направиме пред едитот? Поради тоа што самиот DaVinci Resolve, откако ќе направиме едит,
и да речем од после на крај ги промениме фреймрейтот, тој нема да направи рекалкулации во новиот фреймрейт и доколку би имале аудио и кат или делови каде што сме се сечеле од кадрите, тој нема да ги прерачуна поново, одново, и ќе добиеме дупки во самото видео, ќе се измести целиот фреймрейт. Еве и како што ни пишува you can't undo this action, значи еднаш што го промениме и сега направиме таймлайн, повеќе кога и да отидеме пак тука гледаме дека не може да го променуваме заради тоа што DaVinci Resolve не сака да прави калкулации пак. Имаме два начини, како што реков, едната беше drag and drop, а другиот начин е може горе десно да го исклучим инспекторот и ќе гледаме ни се појавуваат два монитори горе. Доколку направиме drag и drop, но наместо тука долу, во овој што е мониторот горе, и добиваме еден посебен плеер, каде што ние може да ги прегледаме вака на брзина видеата и може за доколку сакаме пример еден кадар да искористиме, за да не го прегледуваме целото видео долу во едитот. Еве пример, сакам да го селектирам токму овој дел. И сега имаме, и за тоа се разбира, постојат многу шорткатс кои што со тек на време се надам дека ќе научиме голем дел кои што нам ќе ни требаат, а тоа се токму овие две функции mark in и mark out. Тие се прават на буквите и о, значи in и out. И еве пример, сакам да го селектирам овој целиот дел тука. И овој дел од тука натаму не ми треба. Сега откако ќе го селектирам тоа, имаме пак два начини, може да го фатам тука, директно на него, фаќам и со drag и drop го фрлам долу, а може и од лево од самиот media pool, еве како што гледате, е истото видео. Да го наполниме, еве за почеток, да го наполниме нашиот таймлайн, да ги избришеме вака празнините и гледаме дека во овој десниот монитор, значи што е тука, ни е мониторот од, еве читаме горе од таймлайнот. За да не буни тоа, еве ќе гледаме директно на крајното видео. И сега тука имаме опции во оваа лента што е на средина испод мониторот. Имаме различни опции во која што моментално ајде да видиме за зум опциите. Значи таймлайн како таймлайн може да го одзумираме, значи тој таймлайнот е овде долг до 9 сати и може да го зумираме ако работиме, еве пример, во 1 минута. На овие три икончиња тука може да го зумираме целосно, да зумираме детал, односно само видеото кое што сме го означиле, и овој custom zoom или да го правиме по наша желба. Ајде да речеме дека ќе го оставиме вака. Да видиме, пример, сакаме да направиме, да имаме некој вид на транзиција овде. Бидејќи еве кога би го пуштиле видеото, ќе видиме дека е чист кат. Тоа може да го направиме на следниот начин. Доколку направиме, еве да одам подетално. Токму кај што се спојуваат двете видеа, доколку кликнеме лев клик, ќе видиме вака зелено. Може да го направиме на Ctrl-T, што ќе ни даде еден cross dissolve. Ctrl-T, транзиција, и го имаме токму ова. А за повеќе транзиции може горе лево да отидеме во ефекти. И одиме Video Transitions и кога би ја избришале ова и сакаме пример со blur да направиме dissolve, drag и drop токму измеѓу двете видеа. Значи доколку сме полево и подесно ќе видиме дека е off, не е точно. Али токму на средината, еве ќе видиме дека имаме blur транзиција. Да почнеме да го поднаполниме, еве, нашиот таймлайн, за да видиме како, пример, сакаме да имаме и уште едно видео, кое што, кога ќе направиме drag и drop, наместо да го фрлиме во истиот канал, еве сакам да речеме да направиме уште еден видео канал.
Што всушност значи да направиме повеќе видеоканали, како што гледаме тука. И тој видеоканал 2, значи ќе ни биде за дрон снимките, а овај видеоканал 1 долу ќе ни бидат снимките од, еве, пример, камерата долу. Како може тоа да го искористиме? Токму вака. За да не треба, пример, да сечеме долу постојано, си отвораме само повеќе работа, ние може да работиме во горниот дел. И пример, еве ќе земеме неколку исечоци од дронот, вака, и гледаме дека е многу полесно да работиме во два канали. Истото, пример, можеме да направиме да не биде вака остра транзиција, горе можеме да повлекуваме вака за crossfade и исто да кликнеме на крајот Ctrl-T и да добиеме cross dissolve out. Еве ќе направиме и тука. И како изгледа сега нашиот крајен производ. Како за прв пат, ете да речеме во оваа програма, мислам дека не е толку страшна колку што на прв поглед изгледа. Кога би се наполнала уште малце повеќе, ајде да речеме, нашиот таймлайн, но пред тоа имам нешто што би сакал да позборувам. Овие се видеа кои што се снимени во 50 фреймови во секунда. А нели нашиот таймлайн, тоест мојот таймлайн е во 25 фрейма во секунда. Со десен клик на мојот кадар, јас ќе отидам во Clip Attributes и тука ќе забележам дека имам видео фрейм рейт од 50 фрейма во секунда. Јас ќе го спуштам назад до 25 и што тоа ќе направи? Моето видео ќе биде во успорена снимка или slow-mo. И еве како тоа изгледа. Така, ќе си одберам, еве, пример, кадар што ми се допаѓа и ќе го ставам тука како за крај. Сега на наредниот кадар, пример, нема да го направам тоа. Зошто? За да имам и некаков вид на аудио долу. И еве можам да направам еден мал crossfade. Сега сакам да ставам транзиција на еве новиот клип и стариот. Но до сега нели беше зелено, сега ми е црвено. Црвено на десниот, зелено на левиот. Зошто е тоа така? Ќе видиме кога, еве пример, ќе фрлиме еден cross dissolve, една стандардна транзиција. И гледам дека не може. Имаме два начини да го решиме тој. Еден е автоматски со притискање на Ctrl-T. Ќе видиме Add Transitions и ја добиваме следната порака дека не може да ставиме транзиција поради тоа што новиот клип туку што започнува. А Crossfade значи дека треба да имаме информации малце полево и малце подесно. И во овој случај јас ќе притиснам Trim Clips и програмата еве автоматски за мене ќе го направи тоа. И како ќе изгледа самата транзиција? Токму така. Сега во мојот случај видеата се неповрзани едно со друго, но во вашиот случај знам дека вие ќе едитирате видеа кои што се поврзани, значи се едно по едно. Сакаме да додадеме некој ефект на видеото или сакаме да додадеме текст, пример, да знаеме што се случува. Затоа одиме горе лево во ефекти. И во тулбоксот читаме titles. Ќе употребиме текст, обичен текст. И ќе го фрлиме долу во со drag и drop, ќе го ставиме во таймлайнот. И како што гледате, еве, токму ова е нашиот текст и го гледаме во прозорецот Basic Title. Сега за прв пат ќе работиме во самиот инспектор кој што се наоѓа во десната страна од нашиот екран. А тука е, значи, инспектор е
за инспекција, каде што може да поработиме детално на нашите фајлови, односно видеа кои што се во самиот таймлайн. Конкретно за title или за текстот имаме место каде што пишуваме текст, да си избереме, значи, кој било фонт. Ќе напишеме, значи, демо, пример, видео. И може да имаме позиција, каде да биде, значи не мора да биде на средина, може кај сакаме. Ќе го поставиме тука и ќе го анимираме исто така. Еве, долу сега работиме во таймлайнот, со влечење на овие одозгоре, што се како бели маркери, ќе направиме еден кросфейд, за кој ќе почне, еве пример, да не е одма од почеток, кога ќе почне видеото да, еве гледаме, да влезе и со fade in и fade out да излезе. Одлично. Мислам дека добиваме еден шмек како работи програмот, како изгледа неговиот интерфейс и дека не треба да се плашиме многу од тоа дека е тежок за работа. Покрај обичните текстови имаме, значи, текстови кои што се веќе претходно анимирани, еве пример како овој, тој е од делот на Fusion табот, и доколку сакаме некој ваков пример наслов да влезе, може само слободно правиме драг и дроп и еве го гледаме во нашиот таймлайн и гледаме како тоа изгледа. Што доколку, еве пример, сакаме ова видео дрон да влезе, но да не биде преку цел екран, туку да биде PIP или Picture in Picture. Затоа ќе го користиме исто така од десната страна инспектор делот. Значи имаме многу опции кои што, еве пример, зум опцијата не знаеме што прави по самото име. Исто така position, rotation, anchor point, pitch и flip, имаме cropping доколку сакаме да исечеме од лево, да исечеме од десно, од озгоре, од долу и така натаму. Имаме една интересна опција која што е динамички зум. Динамичкиот зум прави динамика во видео каде што не постои. Тоа изгледа токму вака. Во еден клик имаме зум и од зум, значи да не треба самите да правиме keyframe анимации, само ова да го селектираме тука, да го вклучиме и имаме анимирано видео. Може да променуваме брзина во speed change, да го ускориме, да го убрзаме, имаме стабилизација и ред други работи кои што за сега и не се толку многу битни, бидејќи ова е еден лесен, beginner friendly, да наречам, туторијал за DaVinci Resolve. Што реков јас да направиме, да се навратам на Picture in Picture, тоа може да направиме со старинскиот, јас ќе го наречам на old school метод, со користење на инспекторот, значи вака да работиме, да мрдаме, ова е може би попрецизен метод од ова што ќе ви го кажам сега, но да ресетирам сето тоа. Кога ќе гледаме во овој средниот монитор или екран, да го наречам, имаме долу кај што имаме стоп, play и ова за може да контролираме по-прецизно. Имаме од левата страна, ова тука, кое што е transform. Значи, читаме горе десно transform и долу лево, исто transform е тука. И може да контролираме, значи, динамичкиот зум и ред други работи и рефрейм и ќе зборуваме во наредни видеа. Сега ни треба само transform. И кога ќе притиснеме тоа, ќе забележиме дека ги имаме овие вака. Истото тоа што може да го правиме десно во трансформ делот на инспекторот, го правиме тука со драг и дроп по самиот екран. Значи, еве пример, сакам да го имам и видеото од дрон во долниот десен агол. И сега кога ќе ги пуштиме, еве пример, двете видеа, ќе забележиме дека
имаме picture in picture. И буквално да, е толку лесно да направиме. Значи се може да се направи само со работење директно на самиот екран. Тоа е многу убава опција, бидејќи кога би правеле пример кога би правеле, еве, да речеме keyframe. Сакам да влезе ова видео. Од тука е многу полесно да работиме на екранот, него да работиме десно на самиот Transform tab. Ја гледаме дека за keyframe да направиме се што беше потребно е неколку клика. Што направив тука? Еве сега ќе го представам уште еднаш тоа, ама поефективно да речем, да обрнеме внимание. Селектираме еден почетна точка на нашето видео, да речеме од сам старт, еве, од прв фрейм. На екранот на работната површина ќе го зголемам онолку колку што сакам и десно во трансформ делот, во инспекторот, ќе го притиснам ова што се точки, како до секој сетинг имаме точка. Тоа е всушност точките за keyframe се нарекуваат тие. И ова е почетниот фрейм, значи keyframe работи од еден фрейм до друг фрейм во тој дел период измеѓу два фрейма, затоа и keyframe, да направи одредена функција. И ќе отидеме јас на последниот фрейм од ова видео. И тука не мора ни да го притиснеме ова веќе уште еднаш, може директно да направиме некоја си промена. Еве, јас ќе направам само зум. И сега, кога ќе се вратам, еве гледаме дека всушност видеото ни се зумира. Еве како изгледа тоа. Што во овој случај, еве пример, не мора да имаме две видеа, може да видиме само како работи keyframe. Одлично. Ќе го ресетираме тоа пак во овој момент и од тука, еве ќе отидеме сега во делот понатаму, значи одиме. Што треба да направиме? Ете, понатаму јас гледам дека забележувам ова видео е снимено во log формат, color space, кој што бара color grade. Да видиме некои основи за делот color во DaVinci Resolve. Тој изгледа вака кога би го пуштиле по дефолт. Сега во вашиот случај можеби ќе имате и овие color wheels и curves во еден исти дел, но кај мене тоа изгледа вака во овој момент. Што всушност значат сите овие работи? За најефективно во вашите видеа да направите нешто најефективно би било со користење на овие color wheels. Но бидејќи моето видео е во log формат, тој има специјален curve кој што, еве јас ќе го поправам тоа. Но ајде да видиме вака. Да направам една миниатурна корекција. Ете така. Сега да речеме сме направиле еден ноут и сакаме да продолжиме понатаму да работиме во леери, бидејќи еве ни требаат нови curves. За да го постигнеме тоа, одиме во десниот дел од екранот и со десен клик на првиот ноут или околу него, може да избереме Add Node и ќе избереме коректор. Но доколку еве кликнеме настрана, тој нема да ни биде поврзан и сега може рачно да го поврзиме вака, па од тука да го поврзиме до крајот. За да го спречиме тоа на брзина, да ни се убрза нашиот workflow, да речем,
директно на првиот ноут, десен клик, add note, add serial. Пред да стегнеме add serial, гледаме дека Alt-S ни е кратенката, шорткатот за да добиеме сериски поврзан ноут. И ја веќе притиснеме Alt-S и добиваме нов. И гледаме дека долу лево во Curves имаме промена. Од ова до ова. Тоа е бидејќи првиот Curves зема source директно од видеото, а вториот Curves зема source директно од првиот ноут. Тоа го прави овој програм да биде многу моќен во самиот видео едит. И сега тука малце еве во овој Color Wheels, што правиме, имаме еве 3 плюс 1. Зошто викам 3 плюс 1? Бидејќи Lift ни работи само на Shadows, Gamma ни работи на Midtones, на средните Gain ни работи на Highlights и на крај Offset имаме што работиме директно на целата слика. Тоа може и да го видиме исто еве вака со Brightness. Овде долу значи работиме на Brightnessот или тоа е ова белото што го гледаме. И накрај го имаме Offset што работиме на цела слика. Во овој случај јас пример сакам малце посин white balance, сакам малце контраст да речеме, сакам малце сатурација, затоа ќе го искористам Color Boost и сакам малце пример сенките да ми бидат посини, а highlightsот да ми бидат кон жолтата страна. Доколку сакам некој одреден лук да направам, пример сега како лут некој да му поставам, ќе употребиме пак Alt-S. И од левата страна имаме во LUTs, може да притиснеме доколку кај нас не е отворено. И ќе одберам некој пример film look, но знам нема да изгледаат убаво, бидејќи еве рек 709 треба да биде. Нема да изгледаат убаво, но еве пример, редиме некој лут и гледаме, добиваме некоја ваква ужасна слика да речам. Може да го поправиме тоа на еден едноставен начин, иако ова не е туторијал за Color Grade, туку е само да разгледаме што има во овој таб, тоа е да направиме значи фейд на нашиот лут. И со користење на копчето Ctrl D може да направиме да го згасниме тој лут и да видиме пред и потоа. А доколку притиснеме Shift D, ќе го bypass, ќе му направиме на целиот Color Grade. И гледаме дека од ова сме го добиле ова. Прилично импресивно, зарем не? Да видиме што нуди повеќе овој Color Tab, додека сме тука имаме Camera RAW и доколку сме снимале во RAW, Color Match, доколку еве сме искористиле некој Color калибратор за да го прикажеме ова на екран, ако би притиснале Match ќе видиме дека немаме ништо направено, дека немавме некој Color Matcher. Ги имаме примарните Color тркала, кои што се делат на Color Bars и на Log Wheels. Имаме HDR, исто така поголем динамички опсек на сотркала. Имаме миксер на бои, имаме Motion Effects или овој Noise Reduction, Motion Blur. Ги имаме Curves, имаме Color Slice, значи може да избираме бои, пример да работиме само на сината боја, да работиме да работиме еве само на сините бои. Може да промениме hue. Еве пример ако сакаме малце да ни биде аква сината боја. Понатаму имаме Color Wrapperот, кој што реков дека е многу интересна функција, што всушност прави е тој ја контролира сатурацијата на самото тоа. Ова е всушност, тука може да го видиме, ова е вектор скопот, а вектор скопот ни означува колку е некоја боја сатурирана. Што понастрана е од средината, толку повеќе еве сатурација има, значи доколку го истегнам понастрана. Да го ресетираме тоа. Понатаму имаме Qualifier или HSL, тоа е дел каде што може да одбереме некоја боја. Пример, еве пак ќе одбереме само сината боја. И гледаме дека нашите сетинзи делуваат само на таа боја што ќе ја избереме, тоа може да го видиме и тука.
пример, еве, кои бои сме ги селектирале. И може се разбира дека може да работиме уште повеќе вака и да направиме попрецизна селекција доколку сакаме да работиме само на овој дел од видеото. Понатаму имаме window, каде што еве тука може истото како со color qualifierот, но тука може да правиме window каде нашата color корекција од овој node работи. Како може ова да го видиме во пракса? Еве еден едноставен пример ќе ви покажам. Ќе направам уште еден node, ќе направам едно затемнување на тој node да изгледа вака и ќе одберам тука ова опција на gradient, ќе направиме да биде малку повеќе soft, ќе искористиме tilt опцијата и ќе затемниме еве само одгоре. И добивме еден, да кажам, синематски ефект кој што изгледа токму вака. Пак ќе речам, нели, импресивно е. И значи од ништо на видеото како еве од ова, од ништо добиваме нешто холивудски квалитет на едитирање бои. Исто така имаме и тракер, доколку сакаме еве пример да направиме еден node кој што ќе следи некој објект тука долу и го имаме тракерот и кога за да го искористиме тракерот се што треба да направиме е да го притиснеме ова копче track forward и гледаме дека магично се тракира нанапред. Исто така имаме опција и самите да го поправиме, доколку нешто не ни се допаѓа тука, може во секој момент да поправаме во самиот тракер и гледате дека нашите, еве пример, дека нашите преместувања работат постојано и во 3D всушност овој тракер. Исто така имаме и track Magic Mask објект кој што доколку би селектирал нешто, програмата сама ќе го маскира како да ни го издвои од позадината. Имаме и blur кој што може да заматиме нешто доколку сакаме. Исто така ете со track за да не се гледа, а може и да го изостриме. Имаме и опција на sharpen кој што еве гледате дека прави sharpen на нашата слика. После е key што го потребив тука, еве гледате во лутот. Сега малце ја стрнав на брзина, но за почеток најубаво е да си ги означуваме по име на нашите нодови, значи може да color node label и да означиме ова е пример log, ова е накрај loot или lookup table и така натаму може сите да ги означиме за да си имаме еден консистентен workflow. Што прави овај key? Key во случајов значи колку од нодот ќе се гледа на самата слика и имаме неколку опции. Имаме gain да направиме за самиот нод, но најбитно во овој случај ќе ни е овај key output, значи колку од тој нод да излегува надвор од него. Во овој случај се работи од 0 до 2, каде што од 1 до 2 за сега немаме никаква разлика, но најбитно ќе користиме еве пример да блендоваме, јас сакам да го наречам, да блендаме, ете така малце, да се изразам жаргонски, да блендаме колку од color grade-от ни се префрлува на видеото. Бидејќи ова ми е мене малце можеби од поќе силно, еве ќе вратам јас на 0,8 или 80%. И сега гледаме дека има огромна разлика во квалитетот на боите. Имаме input sizing и на крај имаме 3D кој што не може да го пристапиме од тука. Од десната страна ги имаме скоуповите или кога би ги извадил и еве ги сите 4 скоупови кои што ги нуди DaVinci Resolve. Тоа е Waveform, Vector Scope уште еднаш, треба да има парада и хистограм е она што ќе го користиме за да гледаме. Сите тие си имаат своje значење и јас само нив да ги гледам, знам со каква слика се соочувам.
Гледам дека имаме небалансирана слика, значи малце white balance може да се поправи, но ќе ги користиме и некогаш се користат, се разбира, очите за да видиме дали снимката е убава или не е убава. Имаме креативна слобода. Тука овие би ги објаснал во посебно видео, бидејќи се многу битни за колористите. Од тука одиме на предпоследниот тап кој што е Fairlight или тука еве работиме со видеото. Простете, работиме со аудиото. Гледаме дека имаме екран кој што е по различен од другите досега. Зошто е тоа така? Бидејќи тука се ослонуваме повеќе на аудиото отколку на видеото и најбитно е да ги гледаме аудиотраките, а тоа се токму овие траки. Имаме неколку инти, да речам, за почеток, што ќе ни треба. Значи, ништо од ова што гледаме горе не е битно за сега за почеток. Најбитно ни е оваа трака. Сакаме за почеток да гледаме да се изедначени сите аудија или normalize се нарекува таа опција. Ќе ги селектираме, десен клик и одиме normalize audio levels. Како што си е по дефолт, ќе притиснеме normalize и гледаме дека имаме нормализација на двете. Сега пак може би ви изгледа едното е погласно од другото и да, тоа е во овој случај е така. Затоа може да ги искористиме од десната страна во нашата миксета, да ги искористиме динамиките, ефектите, имаме еквилайзер, тоа е значи основите на аудиото. Ова вие како еквилайзерот вие попрецизен миксер на тонови. Го имаме спектарот на тонови и доколку сакаме само ниските тонови да ги стишиме, ќе го искористиме еквилайзерот. Доколку сакаме високите тонови да ги зајачаме, така, се разбере, ќе го искористиме уште еднаш еквилайзерот. Да го ресетираме тоа и да видиме што може да направиме во овој случај. Значи, за да имаме убаво видео, треба многу важно е да имаме и убаво аудио. Особено доколку сакаме тоа видео понатаму да го ставиме на YouTube, на Instagram или на која било платформа, треба да го продадеме со убаво аудио. За да речеме, доколку имам вокал кој што е voice over на видеото и тоа сакам да го залепам со моето видео, ќе го искористиме токму динамиките, ама на буст каналот, значи на главниот каналот, и на главниот канал ќе го искористам компресорот, што е само по себе е цела наука, но јас еве ќе го искористам по дефолт како што си е и само така ќе видам дека во ред ќе го искористиме компресорот тука да видиме дали работи. Еве вака. И гледаме дека, добро, свати. И гледаме дека имаме компресија на нашиот аудио канал. Дури и по дефолт да го искористиме, еве вака. И по дефолт, значи да го искористиме си ја врши својата работа. Исто така, доколку гледаме, ова видео ни е погласно од другите две. Имаме тука една линија на него, бела линија, која што може, рачно може да го стишуваме онолку колку што мислиме дека е потребно. Но, кога би заследиле, еве вака, што всушност направивме со компресорот, направивме и овие погласните делови, еве гледате во лево ни е во црвено, а десно ни е пак во жолто на метрите. Гледаме дека видеото е се изедначено аудио, сакав да речем. И за сам крај може да видиме како работи еквилайзерот, еве тоа се всушност сите фреквенции. И имаме неколку трикови, доколку пример работиме на вокали, може да искористиме некој built-in
пресет, пример за диалог, доколку сакаме. Во глобала диалогот се базира на средните фреквенции, на средните високи, 1,5 до 3,5 илјади херци. Малце сибиланс имаме спуштање тука и high-end малце за clarity што го викаме, но за ова си е сепак наука која што ќе работиме во понатамошни туторијали, се надевам. Најбитното е да имаме нормализиран аудио по целото видео и да гледаме во ниеден момент да не префрламе да ни клипова аудиото, да имаме пример, еве, вака, во црвено нешто, никако тоа да не ни се случува. Може, еве, како еден малце протип да речам, на крај може да го појачаме, откако ќе го компресираме, може makeup gain да му додадеме. Јас го правам на master faderот, зошто? Бидејќи после овај dynamic bass, бидејќи тоа се прави и тука, еве, makeup, после овај динамички после компресорот доаѓа EQ, па доколку сакам некој финален буст да направам накрај, ќе видите дека многу лесно можам да излезам пример да клипова аудиото. И за таа цел јас makeup користам многу слабо тука makeup gain. Туку накрај го зајачувам, значи финалното го зајачувам да биде вака доволно, да биде доволно гласно, а да не добивам клиповање. И да имам некоја си консистентност на гласноста. Најбитно да се посветиме, значи, на вокалите, да имаме убава динамика на вокалите, да ги компресираме убаво, да сечат, значи, на видеото, да се слушаат надалеку. Ќе прикажем и sidechain, има една функција, тоа е ова тука може да го користиме, од друго аудио да правиме sidechain на вокал и така натаму, значи буквално она што го имаме во дигитален аудио workstation, го имаме тука. Не е, значи, поентата да имаме убаво видео, а лошо аудио. Се разбира дека аудиото некогаш го продава самиот продукт. Како за крај, значи, еве сме, да речеме, завршивме со се од нашето видео и сакаме да прекинеме тоест да го завршиме, да го направиме од овие повеќе, ова што го гледаме, од повеќе видео канали, повеќе клипови аудија, сакаме да направиме, да споиме во едно видео. Затоа ќе го користиме Deliver табот или Испорачај табот и ќе се сочиме пак исто работа од лево кон десно, значи во целата програма одиме од лево кон десно и лево ги имаме Render Settings. Тука подесуваме, значи еве гледаме File Name, ќе напишеме пример демо видео. И сега за почеток, овие сите опции ќе ни изгледаат малку страшно, пак ќе го потребам зборот, но ајде да влеземе во нив. Прво имаме видео, аудио и файл. Значи, на видео ќе се ослониме најмногу на ова, бидејќи е најбитно за сега. Прво ќе гледаме форматот, ова е самиот кодек, како функционира. Ова се неколку совети, значи да ги кажам за како да испорачаме најубав квалитет. Ќе го искористиме MP4 и кодек H264. Имаме можност да избираме 265 и 264, но 264 се уште е подобро признат и многу повеќе може да го потребиме. Пример, Instagram Reels не поддржува 265. Енкодер ќе го избереме не native, не ауто, туку ќе го избереме оној кој што е во средината, доколку имате сега NVIDIA графичка би пишело нешто со NVENC кодек или NVIDIA, доколку имате, не знам, некоја друга ќе пишува друго, кај мене е Intel QuickSync. Ќе го селектирам ова, но за сега нема значење бидејќи не работиме на network, така што да го селектирам или не
Сеедно е. Тука ја бираме нашата резолуција, значи Full HD како проектот, нашиот фреймрейт, еве се разбира дека е 25 фрейма, така си го наместивме. Имаме bitrate control, може да го оставиме на ова доколку не сакаме доколку не ни е битно колку место ќе зафати, но јас би препорачал constant bitrate. За социјални мрежи нема некоја голема разлика, може да се употреби и вариабилен битрейт, но constant bitrate во, еве да речеме 10.000 килобити или 10 мегабити, би било сосема доволно, да речам, за Full HD во овај случај кога е за YouTube пример. Доколку имаме подолго видео, би го смалил јас и на помалце, бидејќи YouTube не прима секако голем битрейт, самиот тој прави уште една рекомпресија на материјалот. Кога би го правил за себе на Full HD би му дал пример 16.000 или 16 мегабита кога би го правил како мастер. Надолу нема што потреба да чепкаме за почеток, одиме на средина во аудио. Го имаме кодекот, track data rate, 320 килобита во секунда. Сепак ќе речам доколку ви е за YouTube повеќе од 160 килобита не пушта, така што колку и да го оставите, тоа е сепак ваше. Откако ќе завршиме со се, имаме add to render queue, да одбереме каде, еве ќе одберам тука, и ни кажува самата програма, значи disk space колку е досега искористено и откако ќе го изрендерираме ова, колку ќе биде искористено место. И кога сме све готови, завршено со тоа, десно имаме, значи како што реков, од лево кон десно одиме за да го финишираме и ќе кликнеме render all. И еве програмата почнува да го рендерира видеото, и пишува колку секунди имаме до крај. Во проценти, еве за 40 секунди ќе биде готово. Тука може да видиме и колку фрейма во секунда рендерира. Значи за 30 секунди имаме готов материјал. Откако ќе се изрендерира, десен клик може да отидеме Open File Location. Јас нема да го изрендерирам до сам крај. Може Open File Location, добро дека не го изрендерирав до крај. Еве. И го имаме видеото, значи може да го пуштиме слободно и ќе го изгледаме што всушност сме направиле. Нашето прво видео во DaVinci Resolve. Значи, следно видео може да направам како јас правам монтажа, примерете, во Resolve. Тоа би било многу интересно. Некои совети како за крај, шорткати, значи, запазете шорткати, се многу битни. Имаме интересни функции во самиот програм. Еве пример една што можам да ви покажам како за крај. Тоа е овие тука што ги реков, ќе работиме понатаму некој пат. Blade функцијата е многу интересна, доколку сакам пример, еве да го исечам во ова видео. Тука ќе го потребам жилетот, кој што е на буквата Р, Б, а на буквата А го селектирам Selection Mode, значи шорткати се најбитни, Б, А може, еве пример, ова не ми се допаѓа, ќе го избришам со Delete и имаме Ripple Delete. Целиот таймлайн ми се помести налево, значи доколку во друг програм го работим овој, сега сакам да направам вака, гледате дека се ми се изместува. Со Ripple Delete опцијата, значи само го селектирам и може, еве, Ripple Cut да направиме и Ripple Delete и гледате дека ништо не ми се изместува од тоа. Би дал еден совет, значи не гледај многу ефекти да има во видеото, транзиции, нека биде што поедноставно за гледање. Тоа е најбитен е хукот, како започнува видеото. Фокус на сторителинг, секој видео едитор, значи треба да биде фокусиран на тоа да ја раскаже приказната, а не само да нареде, пример, вака некои текстови или слики во слики, разни ефекти, чуда. И
сепак убаво и еве кога имаме пример вакви убави бојова и како за прв кадар кога би го ставил би дал многу визуелен сторителинг, значи имаме establishing shot, па имаме close-up, па medium, па сепак тие се некои работи понапредни кои што ги имаме. Како да вежбате дома, сега тоа е многу интересно, бидејќи вие ги немате моите видеа, буквално земете некое видео, не знам дали во дескрипција би можел да прикачам видео, доколку не, земете кое било видео, спуштете видео од некаде од интернет и пробајте, значи фрлете го во програмот и играјте со сетинзите, со алатките, со се што гледате, за да ја сватите сепак да речам поентата како функционира програмата. Откако ќе имате една идеја како работи, понатаму може со овој туторијал да навлезете во алатките подлабоко, а и со наредните туторијали кои што нема да видат толку за почетници, веќе ќе продолжиме да сме понапредни нивоа на работници на едитори во DaVinci Resolve. Јас имав толку да кажам, направивме од ништо, направивме нешто, направивме нашето прво видео во DaVinci Resolve. Јас бев Александар Менкиновски, ви благодарам што го изгледавте ова видео, доколку ви се допадна, оставете еден лайк, доколку имате прашања, оставете ми ги во коментар, па ќе добиете одговор. Би бил многу благодарен доколку го притиснете subscribe копчето, кое што е бесплатно, и ние се гледаме во наредните видеа, туторијали и све друго што е на мојот YouTube канал. Секое добро и довидување.